Престојувам на местото викано Црвени стени на Баба планина под врвот Пелистер. Едноставно да седам на стените и да размислувам, да гледам низ просторот што ме обкружува. Вкусувам и голтка црвено вино, не заради името на средината што ме обиколува, туку и за помен и сеќавање на оние што не можеа да уживаат во глетката кога беа овде. Беа сконцентрирани со надежите дека ќе го избегнат пеколот што им го наметнуваше состојбата, дека едноставно можеби повеќе не ќе постојат. Тогаш ни секунда за некаква тишина и спокојство, татнежи на сите страни, зашто се им висеше на конец, насекаде околу нив, и на едните, и на другите. Сите размислуваа за нивното доаѓање на овие простори, за нивните надежи, дека можеби ќе се извлечат од состојбата во која што се најдоа и која им ги подигаше воздишките во градите. Така беше некогаш, кога овде се водеа жестоки борби. Не за убавината на природата, туку кој да завладее со неа. Едните мислеа дека ќе се дојдени да ја одбранат, другите да ја освојат, или може би обратно, но сепак со голем прашалник за кого и зошто. Биле спротивставени едни кон други. Црвените стени можеби и се нарекле заради нивната пролеана црвена крв. Велат се разлевала насекаде низ просторот, затоа да пијам уште една голтка црвено вино, за спокој на нивните души. И едните и другите дојдени од разни страни, не за да уживаат во убавините што ги обкружуваа, туку за други цели. Тие можеби и не ги забележуваа убавините, зашто размислуваа каде ќе им биде пристанот, доколку за секогаш останат тука. Какви ли им биле надежите дека ќе успеат да се извлечат одовде? Било војна, немале можност да размислуваат за убавините околу нив, нити оние што се простирале надолу, нити оние во височините. За миг се оттргнувам од минатото, од борбите што се воделе на овие места и се прашувам зошто не било поинаку и зошто морало сета ова средина и убавина да им биде така сурова. Тивкото ветерче и црцорењето на птиците ме враќа во сегашноста. Многу прашања без одговори. Чувствувам тишината како да пее, како некој повторно да ми го раскажува она за минатото што сум го читал повеќе пати. Дека токму овде се воделе жестоки борби, а посакувам да размислувам за убавините што ме обкружуваат сега. И тогаш тие сигурно биле такви, но тие немале можност и прилика да ги забележат. Размислувале дали ќе успеат да се извлечат одовде, дали ќе успеат да се вратат во своите домови, да пристигнат во своите убавини што ги напуштиле не по своја намера и желби. Сега многумина велат дека токму на овој дел од планината е како во рајот. А зошто и да не е? Цветни ливади, птичја музика, шумолење на водата, кроткост низ црвените голини, убавина што треба да се прегарне, да остане секогаш во битието што би не инспирирало за нови животни радости. Сега црвенилото на стените носи живот со мислите дека сето ова би било убаво и за нив. Затоа уште една црвена голтка не е само за нивниот спокој, туку и за другите, за да не дојдат на овие простори како нив, да дојдат за тишината и музиката што се разлева на сите страни. Возвишени варијации за еднината, за потребата од почесто доаѓање овде, за да се слави и ужива во животот. Па ова е најубавото каче на планината, иако истото го има и на други места во неа.
но ова е убаво и заради сеќавањето на она што некогаш не требало да биде, зашто и тие сигурно биле жедни за убавина и живот. Да ги оттргнеме тажните мисли, да не го заборавиме минатото, но двојно повеќе да ја посакуваме нината, заради нив и нас да уживаме во природните убавини што тие немале прилика да ги почувствуваат. Како да посакуваме и заради нив да ја задржиме убавината и радоста на оние што ќе дојдат и после нас. Па нели оваа природа е за сите создадена? Зошто и не би уживале во неа? Таа би ни внахнувала нова цел, нов импулс и живот. Еве повторно една голтка за животот, во просторот каде што некогаш царувала смртта. Ние да го негуваме животот, зашто кога тие дојде овде, ги донесоа само сеќавањата за своите тамошни убавини, за нивната родна грудка. А тука оставија се, и спомените, и своите најблиски, и најсакани, и животот. А и тие биле како нас, кога ги натерале да дојдат овде. Зарем ова убавина го заслужуваше тоа? Да ја негуваме заради нив, заради нас и заради оние што ќе ја почувствуваат подоцна кога ќе дојдат.